Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денеска е првиот ден од кампањата за предвремените избори 2020 и мораме да ја започнеме со тоа што ќе кажеме дека ВМРО-ДПМНЕ во проектот Обнова за Македонија објавува војна против корупцијата и криминалот. Најавуваме борба за еднаквост пред законите. Македонија е заробена држава со хибриден режим и држава која е правно несигурна, внатрешно разјадена со системски вкоренета корупција и криминал. Политичките институции и државните органи се во заложништво на власт. Еден таков пример имаме токму овде во Кочани. Денеска се наоѓам пред објектот на ИНТ Трейд фирма чиј што основач е градоначалникот на Кочани. Веќе 3 месеци сме сведоци дека на овој објект се вршат градежни активности, се вршат реконструкции и на надворешниот и на внатрешниот дел, а согласно со законот за градба на секој објект на кој што се вршат такви зафати треба да има објавено табла на која што јасно ќе стојат инвеститорот, сопственикот и број на одобрение или решение за пренамена или адаптација. Непостоењето на таква табла само ни укажува дека најверојатно за реконструкцијата на овој објект нема никаква легална техничка документација. Уште еднаш ќе потврдам, овој објект е собственост на ИНТ Трейд и се врши реконструкција без да биде истакната таблата. Најверојатно нема никаква легална техничка документација за пренамена или реконструкција. Прашуваме, каде се градежните инспектори? Зошто има селективност кога знаеме дека сите други граѓани на општина Кочани се контролирани и се уценувани и рекетирани за најмали зафати? Угостителите се жртви на секакви притисоци за нивните настрешници. А овде во центарот на градот секојдневно веќе 3 месеци гледаме дека се одвиваат градежни активности. Од прозорите можеме да забележиме дека и во внатрешноста има обемна градежна активност на уривање на ѕидови. Ги прашувам инспекторите, дали имат извршено редовен, вонреден или било каков инспекцијски надзор? Зошто постои таа селективност на правда? Зошто законите во Македонија за едните важат, а за другите не? Да знаете дека објавуваме војна на корупцијата, објавуваме војна на селективноста на правдата и на 15 јули ќе победи правдата. Македонија ќе се исправи, Македонија ќе избере обнова.